Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Во Нью Хемпшир, поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни направи голем исчекор кон номинација од неговата републиканска партија за председателските избори во ноември, кога се надева дека ќе го предизвика председателот Барак Обама. Голем дел од денешната емисија посветуваме на овој настан во Америка. Почнуваме со вестите. Се чини дека САД ги продолжиле нападите со беспилотни летала по пауза од речиси 2 месеци. Пакистански официјални лица велат дека американско беспилотно летало убило 4 осомничени милитанти на северозапад на земјата во близина на афганистанската граница. Ова е прв напад со беспилотно летало откако хеликоптери на НАТО кои оперираат надвор од Афганистан погрешка убија 24 пакистански војници минатиот ноември. Тој напад ги влоши и онака затегнатите односи меѓу двете земји и го поттикна Пакистан да ги блокира рутите за снабдување на НАТО трупите во Афганистан. Севернокорејските медиуми велат дека САД понудиле да обезбедат помош во храна и привремено да ги кренат санкциите против Пјонкјанг, доколку Пјонкјанг ја суспендира својата програма за збогатување на ураниум. Нема американска потврда за ова, но последен пат помошта беше суспендирана на почетокот на 2009-та, делумно заради загриженост дека помошта била пренасочувана за севернокорејската армија и членови на политичката елита, наместо за населението што гладува. Поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни ги доби републиканските председателски прелиминарни избори во Нью Хемпшир. Конгресменот Рон Пол од Тексас заврши втор, а американскиот амбасадор во Кина Џон Хансман трет. Следниот извештај е од главниот град на Нью Хемпшир, Конкорд. Tonight we made history. Мит Ромни ја прослави големата победа на првите председателски прелиминарни избори во земјата. Тој е првиот републиканец за повеќе од 30 години што победил на двете места, кокусите во Ајова и прелиминарните избори во Нью Хемпшир. Тој статус прави да е многу веројатно дека ќе оди на општите избори кога номинираниот од републиканската партија ќе се соочи со председателот Барак Обама. Our debt's too high and opportunities are too few. Нашиот долг е премногу голем, а нашите можности премали. И кога овој председател се буди наутро, гледа низ Америка гордо објавува: можело да биде и полошо. Дали навистина можело? Тоа не е она што Америка треба да биде. Ромни долго беше миленик на Нью Хемпшир. Тој таму има куќа и бил гувернер на соседна сојузна држава. Прелиминарните избори како овие ќе продолжат низ цела Америка до ноември. How are you? Good to see you guys. Политичкиот историчар Алан Лихман мисли дека Ромни ќе продолжи да има корист од поделбата меѓу конзервативните предизвикувачи. Мислам дека причината што Ромни е блиску до номинацијата лежи во недостигот на друг подобен кандидат. Сите паднаа на лице. We have had a victory for the cause of liberty tonight. Завршувајќи втор беше конгресменот Рон Пол од Тексас. Во државата каде мотото е "Живеј слободно или умри", тој добро мина со заложбата за мали даноци, слобода на поединецот и повлекување на трупите од светот. Доста со испраќање на нашите деца и пари во светот. Доста бевме полицаец на светот. Време е да ги донесеме дома. На трето место поранешниот гувернер на Јута Џон Хансман, кој работеше за ова. Отиде на 170 настани во малата држава да се сретне со жителите. Надпреварот сега се префрва во Јужна Каролина. Аналитичарите велат: ако Ромни и таму победи, неговиот моментум ќе биде толку силен, што мали се шансите друг да ја добие републиканската номинација. Пред 2 години, Врховниот суд на САД донесе одлука дека владата не смее да го ограничува трошењето на корпорациите за политички кампањи. Одлуката е донесена со тесно мнозинство и во образложението стои дека такви ограничувања би го прекршиле правото на корпорациите на слободен говор, во суштина третирајќи го говорот на корпорациите исто како и на поединците. Следниот прилог е од Њу Јорк, каде постои се поголема загриженост дека богатите корпорации може да го задушат поединецот.
Републиканскиот председателски кандидат Нјут Гингрич беше на двете страни. Ја поддржуваше одлуката, популарно позната како Citizens United или Обединети граѓани, и беше неизина жртва. Ever notice how some people make a lot of mistakes? It's probably a mistake. Овој политички спот што го напаѓа Гингрич е дел од мултимилионската негативна кампања против него пред кокусите во Ајова, а финансирана од анонимни корпоративни донатори кои го преферираат Мит Ромни за претседател. Резултатот, Гингрич падна на листата на републикански кандидати. And it couldn't have happened to a better person than Newt Gingrich. Не можеше да се случи на подобра личност од Нјут Гингрич. Тој ја поддржуваше корпоративната елита, а сега се врати на него да го касне. Џона Минков Зерн представува непрофитна организација што се залага за јавно финансирање на кампања наместо на дворешни придонеси. Нашиот глас не е подеднакво важен со на некои со големи ресурси. Републиканскиот член на Советот Ерик Улрих, поддржувач на Ромни, гласаше против резолуцијата на Њујорк. Важно е да им се даде право на организациите да имат влијание, исто како кога се работи за друг вид група, како трудов синдикат. Дали ние се согласуваме со нив или не е важно. Не е фер, не е американски. Инаку, одлуката на Врховниот суд беше против група што себе си се нарекува Citizens United, која употреби корпоративни фондови за напад на Хилари Клинтон во 2008-та. Сад имаат проблем, недостиг на вода. Големите суши и чести пожари, особено на западот на земјата, овој проблем го прават уште позагрижувачки. Што се прави на овој план? Гледајте утре во Newsflash. Снегот се топи, шумите горат, реките пресушуваат. Лек, обнова на екосистемите. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И пред да се простиме од вас, подсетување за бесплатниот календар што го доделува Гласот на Америка. За да ви го пратиме на ваша адреса, појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com или посетете на Facebook. До гледање.